Здраво на сите! Во наредните 15 на минути ГИС тимот на ГД Скопје ќе ви ги представи новостите во светот на ЕСРИ. Најголем тренд во последните 5 месеци представува модерниот начин на користење на Аргис платформата преку WebGIS сервиси. Сега кога сме соочени со коронавирус пандемија, повеќе од секогаш доаѓа до израз онаа интегративна страна на WebGIS-от во моменти кога треба да споделиме клучни информации на брз, ефикасен и едноставен начин. Сигурен сум дека секој од вас е запознат со апликацијата на Johns Hopkins University, која го прикажа бројот и просторната дистрибуција на заболени од коронавирус на светско ниво во речиси реално време. Од кога се појави оваа апликација, се случи буквално бум од слични вакви апликации во разни земји кои што прикажуваат состојбата со вирусот локално во тие земји. По примерот на Johns Hopkins, користејќи Аргис технологијата, и ГД Скопје изработи ваква апликација која што покажува состојбата со COVID-19 во Македонија. Несомнено, голем тренд е интеграцијата на ГИС технологијата со вештачка интелигенција, машинско учење и длабоко учење. За оние кои што се помалку упатени во оваа тематика, вештачката интелигенција во најширока смисла на зборот може да ја дефинираме како способност на компјутерите да извршуваат одредени задачи за кои што е потребно одредено ниво на човечка интелигенција. Машинското учење пак е гранка или подмножество на вештачката интелигенција која што користи data-driven алгоритми за автоматизирано анализирање и проучување на податоци. Длабоко учење или deep learning пак е тип на машинско учење кое што користи компјутерски генерирани невронски мрежи за решавање на ваквите проблеми. ЕСРИ континуирано работи на имплементација на вештачката интелигенција, машинското учење и длабокото учење во рамките на нивните кор продукти. Па така, минатата година беше имплементирана Jupyter Notebooks технологијата во рамките на Argis Enterprise, а оваа година достапна и во рамките на Argis Pro и Argis Online како екстензија. Една од многуте можни примени на овие паметни алгоритми во GIS е прикажана на видеото, каде што се прави автоматско идентификување на оштетени објекти после пожар врз база на сателитска снимка, со тоа што претходно на алгоритмот му се задаваат неколку примероци од објекти, така наречени training samples, од кои тој самиот учи, а потоа со неверојатна точност ги одвојува оштетените од неоштетените објекти автоматски. Smart Mapping е интересна функционалност која што е дел од Argis Online. Овозможува креирање на софистицирани мапи во 2D или 3D, дури од луѓе кои што не се картографи, не се стручњаци во оваа област. Станува збор за динамички картографски погледи кои што може да се прилагодат во зависност од прикажаните податоци на мапата. Што се однесува во светот на 3D, работата со 3D податоци е поддржана низ целата Argis платформа, почнувајќи од десктоп GIS-от, вебот, па се до GIS апликациите. Може да се работи на различни типови на GIS податоци, како што се Point Clouds и LiDAR податоци, BIM модели и 3D Meshes. Работата со 3D податоци подразбира 3D анализи, па така постојат голем број на алатки кои што се потребуваат за 3D анализи, како што се алатката Slice, алатки за мерење на растојание и површини во 3D, алатки за сенки, алатки за видлива линија и многу други, кои што се дел од разните продукти на ЕСРИ. Во делот на Field Operations, наскоро ќе може да се очекува нова апликација, Argis Field Maps, која во една единствена околина ќе ги интегрира сите фази кои што се дел од процесот на собирање на податоци од терен, почнувајќи од навигација на тимовите до конкретните задачи, следење на нивното движење во реално време и крајната фаза на самото прибирање на податоците од терен. До сега овие процеси беа реализирани преку различни апликации за терен кои што се дел од портфолиото на ЕСРИ. Тоа беа генералните трендови во областа на GIS-от. Понатаму ќе зборуваме за новостите кај конкретните продукти на ЕСРИ. За оние кои користат ArcMap, ќе им биде драго да чујат дека во новата 2.6 верзија на Argis Pro конечно се мигрирани сите функции од ArcMap-от. Argis Pro нуди и многу нови функционалности, посебно во делот на анализи, како што се например предиктивното моделирање или анализа на поврзаност. Argis Pro е целосно интегриран со останатите компоненти на Argis платформата и представува вистински connected desktop за вашите секојдневни GIS потреби. Новата верзија на Argis Pro овозможува работа со нов тип на податочни стоеви, така наречени voxel модели, за кои што подетално ќе ни објасни колегата Мартин во кратко демо видео. Воктелите представуваат вид на волуметриски податоци.
Примарна намена им е приказ и анализа на големи количини на комплексни, тродимензионални и повеќе димензионални информации. Excel представува 2D сликовен елемент кој има свој XY координати и неговата вредност представува вредност за само еден атрибут. Од друга страна, во Excel може да ги содржи сите три димензии X, Y, Z и повеќе од еден атрибут. Најчесто тоа е времето, X, Y, T, но исто така може да ги содржи и сите четири димензии X, Y, Z и T со дополнителни атрибути. Во Excel леерите најмногу се користат за чување на научни и аналитички информации. Овде можеме да видиме неколку примери како што се земја, атмосфера, температура на морето и најразни движења во просторот низ времето. Во Excel леерите овозможуваат истражување на милиарди воксели во 3D обкружување. Големината на влезните податоци од примерите кои ги гледаме се мери во гигабајти, но и понатаму со високи перформанси во ArcGIS Pro. Можеме да видиме и примери со така наречени Space-Time Cubes, кои покажуваат промени на одреден феномен низ дефинирано време за одредено подрачје. Конкретно, во овој пример, тоа е број на инциденти во текот на целата година за еден град. Исто така, со помош на Voxel леерите се поддржани и најразни визуелни анализи. Моделот на серверскиот GIS ESRI работи на ново Cloud Native Kubernetes окружување за ArcGIS Enterprise. Kubernetes може да се свати како потполно нов оперативен систем за ArcGIS, кој што е оптимизиран за работа во клауд околина. ArcGIS Online е сревиот Cloud GIS, кој што станува се повеќе популарен меѓу корисниците. Годинава е надграден со екстензија ArcGIS Analytics for IoT, која што возможува конзумирање на real-time податоци и big data анализи во негови рамки. Тука се и конфигурабилните apps, Story Maps и ArcGIS Hub како дел од ArcGIS Online. За нив во кратки демо видеа повеќе информации ќе ни дадат колегите Мартин и Кристијан. ArcGIS Hub е клауд-базирана платформа која на организациите им овозможува поефикасна комуникација со нивните клиенти. Во ArcGIS Hub на едно место е собрана целокупната содржина која сакаме да биде прикажана пред членовите на организацијата или пред многу поширок аудиториум. Собраната содржина може да биде дел од некој проект или пак да има одредена цел на прикажување. Користењето на ArcGIS Hub е многу лесно и едноставно. Тоа се базира на принципот влечи пушти, односно се што треба да направиме е да ја повлечеме посакуваната алатка во рамките на страната. Па така можеме да комбинираме текст, видео, слики, мапи, GIS апликации и останата содржина која е поврзана со нашата организација. На крајот, пред да се сподели содржината, потребно е таа да се зачува. Story мапите овозможуваат прикажување на впечатливи приказни преку соодветно креирани мапи во комбинација со текст. Тие можат да го поттикнат процесот на промени, да ја зголемат просторната перцепција, при тоа одржувајќи ја свеста кај читателот на многу високо ниво. Story мапите се многу лесни и едноставни за креирање. Потребни се само неколку минути за да успееме да ја раскажеме нашата приказна пред светот. Во центарот на вниманието е мапата. Можеме да користиме мапи кои сме ги изработиле самите, или пак да искористиме мапа која е споделена во рамките на нашата организација, но и пошироко од неа. Сликите, видеата и текстот дополнително ја збогатуваат мапата. Нивниот уникатен спој му овозможува на читателот да се стекне со многу јасна слика за приказната која сакаме да ја раскажеме. Богатиот интерфејс нуди широк спектар на алатки со чија комбинација можеме да ги раскажеме нашите приказни на различни начини. Овие алатки може да ги користи секој, само со еден клик, без претходно познавање на некој програмски јазик. Најчесто, за посликовито да ја доловиме приказната, се користат комбинации од повеќе алатки. Дното на страната, како кај сите модерни веб страни, е резервиран за повеќе информации за приказната и нејзиниот автор. Приказната може да биде споделена со сите корисници кои имаат пристап на интернет, со корисниците од нашата организација, или пак може воопшто да не биде споделена.
Experience Builder овозможува лесно и флексибилно конфигурирање на апликации и едноставна интеграција на различни содржини. Конфигурацијата на оваа апликација е брза и едноставна, со помош на drag and drop функционалноста за избор на алатки од листата на виджети. Experience Builder ни овозможува динамички да ги менуваме димензиите, односно во ист прозорец да работиме со 3D и 2D податоци. Примерот што го гледаме е дел од градот Скопје, каде што со движење низ 3D мапата, апликацијата динамички не носи на истото подрачје представено во 2D. Решението нуди голем избор на теми, со што лесно може да се прилагоди да биде во согласност со потребите на вашата организација. Овозможено е едноставно прилагодување на апликацијата за користење на мобилни и таблет уреди. Исто така, апликацијата нуди однапред подготвени темплети, со чија помош лесно може да се дизајнира страната. Дополнително, Esri представи и неколку независни решенија дизајнирани за поддршка на специфични области и работни процеси како што се урбанистичкото планирање и индор мапирањето. Овие, така наречени Geo-enabled системи, ја користат моќта на GIS технологијата за решавање на проблемите за специфичните области за кои што се креирани. ArcGIS Urban е систем дизајниран за урбанисти и планери, како во приватниот, така и во државниот сектор. Идејата е продуктот да представува централен систем за визуализација, управување и увид во тековните и идните урбанистички проекти на ниво на град, со кој што се возможува дигитална трансформација на процесот на планирање. Содржи функционалности за креирање, менување и ажурирање на зони на намена и планови во интерактивна 3D околина, но и креирање на data-driven алтернативни сценарија за урбанистички развој врз основа на фактори како што се промената на бројот на населението, економскиот раст и тековните планови и зони на намена. ArcGIS Indoors представува решение кое што возможува пребарување на вработени простори, а воедно и навигација во нивните објекти. ArcGIS Indoors може да се интегрира со IPS системи, се со цел следење на вработените во реално време. Пример за use case на ова решение се аеродромите или железничките станици, кои се повеќе се подпираат на ваквите системи за индор позиционирање и навигација во нивната внатрешност. ГД Скопје има направена интеграција на ова решение во општина Кисела Вода со неговите основни функционалности за преварување на вработени и простори во општината. Тоа беше се што подготвивме за вас. Доколку имате прашања или пак ви интересира нешто повеќе за некој продукт, ве покануваме во чат собата на Esri Технологија. Ви благодариме на вниманието.